И продолжуваме со содржините каде што најмладите се присутни кај нас во студиото. Веќе спомена колешката Елена, јас сум во друштво со членови на детскиот хор Гласот на децата на Скопје. Тука се и дел од нивните раководители и оние кои што нели со нив работат. Добро утро за пред се за децата и за доктор Билјана Лапчевска-Серафимовска, директорка на јавната установа Детски културен центар Карпош, и за Борислав Јоргушевски, уметнички раководител на хорот. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Една од причините за вашето доаѓање во утринската програма на Сител е нели новото CD кое го држам во раце, хорски песни за деца и промоција на видеоспотот. Ајде, кажете ни нешто повеќе за овие активности кои што се актуелни во моментот. Така, неодамна, односно на 13 ноември, на роденденот на градот Скопје, ние имавме чест да го промовираме ова прво CD хорски песни за деца од нашиот хор, кој што го формиравме оваа година, со една цел да покажеме на граѓаните дека се уште ние како јавна установа ги градиме вредностите преку песна и сакавме да им доловиме 10 песни кои што имаат една посебна нота. Секако песните се наоѓаат на нова CD. Че беше идејата за формирање на овој детски хор во рамки, ајде да прецизираме за оние што знаат и од порано, нели пионерскиот дом Карпош? Така. Во разговор со моите колеги произлезе идејата, практично, ете и како идеен творец можам да кажам дека сум јас како моментален раководител на оваа институција, но во разговор со колегите свативме дека она што недостасува на детската сцена е токму еден ваков хор. Така што, ете, се создаде хорот, имавме аудиции и сето она што го гледате околу мене се членовите кои што членуваат во овој хор. Боби, кои се песни се застапени на нова CD? Најпрво би кажал дека на ова CD се застапени песни кои што се во една хорска изведба, значи не традиционално како што ги знаеме да ги слушаме детските песни во една соло изведба и фестивалска изведба, бидејќи сакавме со оваа наша изведба да го доближиме хорското пеење, да го презентираме детското хорско пеење и воопшто хорската музика во нашата земја, во Македонија, преку пеење хорски песни, односно теми застапени, во кои што застапени наши вистински вредности. Значи ги негуваме оние вредности кои што се, да не кажам, малку запоставени, а како би ги имплементирале во секојдневието и во нашиот живот преку пеењето, преку музиката. Значи пееме за љубезност, пееме за традиционални вредности, за семејни вредности, пееме за здрава храна, пееме за здрав начин на живот, пееме за нашиот град, пееме за Нова година, пееме за Великден. Така, песните самите песни се испеани во хорски аранжман. Значи, на хорски начин, со тоа што ги доближуваме преку музиката, ги доближуваме до најмладите деца, па и до повозрастните. Потекна идејата да направиме на крајот, потекна идејата да направиме песна да направам за нашиот град, и таа ја оставивме за како последна песна ја снимивме на Скопје, која што покосно ќе имате можност да ја проследите. Идејата, бидејќи како наближуваше... Го гледаме спотот, делот спотот сега. Како наближуваше, така е. Тоа се инсерти од видеоспотот, снимен во очи на на празникот 13 ноември. Рековме дека ќе го промовираме ова CD за 13 ноември. Велам, ова е идеално време да се напише песна за нашиот град. И како идеја... Тука да споменам Лидија Кочовска заедно со... Да, како идеја, веднаш јас на директорката и реков, јас соработувам со мојата драга пријателка Лидија Кочовска, ја поздравуваме сите во овој момент. И зошто да не ја испееме заедно со Лидија оваа песна? Ја предложив оваа идеја, веднаш со одушување се нафати да влезе во овој проект. Ја испеавме рекордно брзо ја снимивме, го снимивме видеоспотот и ете ја промовиравме во очи на 13 ноември. Сега
ќе ги слушнеме и децата тука. Тие ќе Со нетрпение они чекаат една песна љубезност. Љубезност, се вика, да кажете ни нешто поконкретно за таа песна, па потоа ни. Па таа љубезност, таа мелодија е веќе позната, ќе ја препознаат и слушатели, гледачите ќе ја препознаат, меѓутоа јас направивме во еден поинаков аранжман со една порака која што ја праќаме, таа порака низ цел свет да отиде, значи да отиде во вселената. Предлагам би ја коментирале веднаш кога би ја слушнале. Значи ќе ја документираме. Така е. Значи ајде да чуеме сега песната Љубезност во изведба на детскиот хор. Слушнавме дечињата како пеат, но имаме по некое прашање за нив. Најпрво ќе ни се представиш и што беше причината, што те привлече да бидеш член на детскиот хор? Здраво, јас сум Ксенија. Мене ме привлече љубовта кон пеењето и дружбата со моите драги другарки, споделувањето на интересни моменти и тоа. За прашање за твојата другарка, која беше мотивацијата да доаѓате и да бидеш член на овој детски хор? Па пеењето ми се допаѓаше многу и сакав да пеам и дојдов да се дружам и да пеам. Дали убаво на тие часови колку пати ги одржувате неделно? Убаво е.
Која беше причината да бидеш член? Еве, и уште едно прашање за твојата другарка на овој детски хор. Мене пењето ме привлекува и слушам музика и ми е забавно. Овој хор беше навистина многу убав проект и многу другарки запознав овдека, многу убави моменти споделивме и многу песни ете научивме и испеавме. Дали имаш желба или амбиции понатаму да продолжиш да пееш? Да, јас еве веќе одам на музичко и свирам пијано. Добро, Боби, споменавме дел од она околу песната. Има ли нешто да додадеме барем во овој дел? Ете, со оваа песна сакаме да испратиме една порака до сите луѓе кај нас, во нашиот град, во нашата земја, па и во целиот свет. Гласот на децата на Скопје да музиката, бидејќи музиката има универзален јазик, да патува низ цел свет и токму оваа песна ја посветуваме на сите луѓе да ја слушаат и таа љубезност да патува и да бидат сите среќни, да нема тага, да нема разочарување, да нема сите лоши работи да исчезнат. Ете, преку музика, преку песна, ние тоа им го посакуваме на сите деца, на сите луѓе од целиот свет. Гласот на децата на Скопје. Билјана, што има ли нешто што е недостатоцно на детската музичка сцена кај нас во моментов? Па, во моментот, како што кажавме, дека повеќе квалитет, значи повеќе текстови во кои што се содржани оние вредности кои што даваат јасна порака, особено од најмали нозе, децата да ги негуваат, да ги вградат во себе, да ги развиваат тие вредности и едноставно тоа недостигаше на оваа наша сцена и затоа ние го формиравме овој хор кој, еве ветувам, дека ќе трае. Не е ова само проект, туку ценам дека градот Скопје како институција која што ги препознава квалитетите и вредностите на овие деца што се тука до мене, ќе не поддржува и понатаму во сето она што го правиме за овие деца. Споменавте ќе трае накус уште кои се плановите на на детскиот културен центар Карпош или поранешниот пионерски дом Карпош. Така, ние сме оваа година со многу активности за наша среќа. Безброј деца, денеска, еве можам да го најавам, од денеска почнува првиот фестивал за народни и класични инструменти, тоа под името Инструментите на моите предци и за прв пат во нашиот град ќе се одржи еден ваков фестивал, каде што, традицијата, орото, песната, значи да си го зачуваме нашиот корен преку овие фестивали, особено што се за деца. Јас ви благодарам за гостувањето, секако успеавме да допреме со ова ваше гостување и до другите гледачи, па и до сите оние кои што ќе имаат желба нивните деца да бидат членови на еден ваков хор. Ги покануваме. Ви благодарам уште еднаш.